утро и добро ми дојдовте. Време е да ја започнеме оваа недела, се разбира со магазин во живо. Денеска ќе биде весело со оглед на тоа дека дефинитивно имаме група, имаме бенд од другата страна на студиото кои што и тоа како знаат да ве развеселат и верувајте тоа го прават дури од 1997 година. Многу свирки, многу концерти, многу настапи се поминати, но она што е за нив специфично е што свират пред се грчка музика и навистина тоа го прават многу оригинално. Сигурно сте ги слушнале веќе и во главниот град, но и цела Македонија, но она што е новитет и причина денеска секако да ни бидат гости е нивната нова авторска песна која што има две верзии, македонска и српска верзија, а оваа втората, односно српската, не е случајна бидејќи од пред неколку месеци Бузуки бенд и тоа како сериозно започна со настапи на српскиот пазар во елитните српски клубови, ресторани и ова е едно ново искуство за нив, затоа што од прва се прифатени, како што вели Трајче од бендот, но за сите детали се разбира ќе ни кажат и самите тие. Рада ја очекуваме во меѓувреме, така што додека не ни дојде Рада, нема да пееме, мора да ја испочитуваме, како и да е веќе во студиото ги имаме Трајче Ставревски и Ристо Лазев, или Бузуки бенд. Тоа е името на бендот кој што не може да не ве знаат, нели? Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро. Како сте? Добро утро, благодариме. Каната? Добри ли сте? Јас се гледа по мене. Од настап право тука. Ти си малку изморен. Од повеќе не, да, ама ќе се снајдеме. Да, Тоа е таа професионалност. Како? Од 97 до сега кој знае колку непреспиени ноќи имате, така што. Много. А? Секоја. Пак кога ќе прашам, дури ти се приспива од прашање. Нека 1001 ноќ, каква 1001, 10.001. 10.000. Може историја. Баш. Рада ја очекуваме, ќе ни дојде. Многу ми се допаѓа што го почитува Safe City. Веројатно вози по прописи. Што има ново? Да започнеме ли со песната на кратко пред да ни Може дојде? само да кажам дека она и пред Safe City. Знаеш, Ама тогаш да се 10 минути сега малце повеќе изгледа. Не, кај дај ќе влезе. Ќе дојде. Нормално е утрински понеделнички. Што има ново? Како сте? Добри ли сте? Како поминаа празниците? Беше ли хаотичен декември, јануари? Декември, значи од 15 декември до 15 јануар, до 15 јануари не се наспавме, што се вика, ама не можеш никого да одбиеш. Пошто на сите им требаме тогаш тој период малце повеќе и сега после во јуни кога ќе ми треба мене свирка, тој ќе ми каже не дојде тогаш, нема да дојдеш. Значи не можевме никого да одбиеме, некој вика ај за пари ќе свириме секој ден. Не е тоа, туку не можеш да ги одбиеш луѓето со кои што соработуваш. Така. Да. И јас плюс температура, кога беше тој неголемиот вирус, со плюс 40 на бина си седиш, си пееш, ти паѓа главата, се враќаш назад. Стварно? Да. Не им откажале тогаш? Не можеш да ги оставиш толку. Не може да се дошле замени. за тебе, да, сега да ги. Јас сум болен као не свирам. Нема. Болен здрав, тоа мора да се Измачив него и Рада. Теретот кај нив го префрлив. А му се познаваш или добро глуми на сцена, добар, професионален? Да. Нема шанси. Нема шанси. Значи, дошле 500 луѓе да те слушаат. Не смееш да бидеш болен. Ја му се чудам, не може да збори, вика леле брат, температура имамо. 40 Да, ама- 20 збориш. Како ќе пееш бе, си викам. Сега не му кажувам да него. Да, уште слуша толку. Да. Плюс И викаш да не лаже нешто? Плюс грчката музика не бара глумење. Значи, ако пееш, пееш. Нема, како да кажам, тешки песни се, пејачки песни. Ние од грчкиот репертуар бираме што е попејачко, потешко, поголем предизвик. Значи, тоа е тоа. Би можел ти така? Или Трајче во тој фазот? Трајче вади ситуација. Не знам да се најдам у таа ситуација, веројатно би нашол сила некако да го направам. Тука е веќе оној делот на професионализмот, каде што нели Да, сега освен ептен нешто
нели да се случи, па стварно да мора да се откажам. А ова е стварно професионалност и веројатно цело калемено искуство наназад, па 29, значи идната година му доаѓа 30 годишнина. Официјално од бендот. 30 години сцена. Кога пројдова стварно не. 30 години. Да. Тоа е Кога почнавме, не знаевме ни да збориме, ни да читаме, ни да пишуваме грчки, индијански ги пеевме песните. како вака, како на слух, како што... Да, јас во Холандија почнав со грчка музика, со грчки бендови да свирам. И кога дојдов овде, желбата ми остана мене. А баш тој период грчките фирми влага масовно во Македонија, многу грци имаше, по Скопјево поготово. Немаше клуб тоа време, од тие модерните клубови што беа Скопски, Змија, MCM, Резиденс горе наводно. Ништо не памтам од ова. Не, па, Сум бил зборам мал. 97 и 8 тој период. Да. И се заинтересираа луѓето за грчка вечер. Значи не е дека грчката вечер од сега поново време стана актуелна. Не, од 97 Ова од 8 уште, да. 97. Први сестра ми пееше, Рада после дојде. Така, Друг клавиатуриста беше, не беше Ристо. така. Не беше Ицко сега, не можам Ристо да го викам. Ристо Ицко си го официјално. викам. Дозволи ми мене Официјално. да го викам Ристо, а ти може да си го викаш Ицко. Да. И тогаш стварно не знаевме, ја бузуки знаев да свирам, пошто работев со грци по западот, Холандија, Белгија, Германија. А овде кога дојдов не знаев, ја знаев да пеам, но не грчки да пеам. Не го разбираш јазикот. Па изговорот, Да. они имаат, ние имаме Т, они имаат и Т и Th. Да. Ние имаме Д, они имаат и Д и В. Да. Ш, не можеш С да кажеш. Одма знаат дека не си грк. Така. Одма знаат дека не си грк. И Давај ќе пеам, ќе свирам нешто, не е проблем. Може, ќе го направиме и тоа. Сега вака имаме едно прашање до вас. Да. Сакате да одиме со официјална промоција на македонската верзија на Магија, која што е нова, таман Рада ни стигне во студио да ни се придружи, или сакате да ја викнеме и да ни пее под казна дека доцни? Не второто, не. Јас мислам Не, првата второто. опција е најбезбедна. Да, Магија Договорено. ја напишав јас, музика и аранжман, освирена од можда најдобрите музичари во Македонија. Сега не ги именувам, зашто некој ќе се најде тука и ќе каже чекај, јас сум најдобар. Така, Да, но јасно. врвно одсвирена, текстот е на Рада. Текстот е на Рада. Да. Добро утро и за Рада, како си? Хаотична. Хаотична. Возат и таксистите 30 на саат. Воза 30. Можело. Значи каснам ради Сейф Сити. Да, подобро така не го казна и небезбеден сообраќај. Ако немаше сејфсити, зашто каснеш? Тогаш таксистот нешто утнал. Се случува Таксистот, таман работа. Кога емисија во живо се е Да. буквално дозволено. Со нив малце се помуетбетивме како си ти, се одморили малку до најтурбо и најхаотичен период. Да, се одморив си бев. Една недела во Австрија кај брат ми. И така, фамилиарно си се дружевме и си се опуштив и си се одморив и сега спремни. Сега спремни сте за Така. понатамо. Во меѓувреме ја слушнавме Магија, тоа е новата авторска песна, повода денеска да се видиме повторно. Кажи ми како си ти задоволна од ова, со оглед на тоа дека ете онај мелос кој што е автентичен за вас како Бузуки бенд е тука, меѓутоа нели е баш една нова авторска песна која што си е автентична сама по себе. Така, уназад година и пол-две веќе нели ни доаѓаат многу луѓе на нашите настапи и решивме нешто за нив да направиме. И така да мелосот е како што слушате, нели, грчки, наш стил, а сакавме преку една љубовна приказна да дојдеме до моментот она што се случува на самите настапи наши. Нели бузуки, сиртаки, кршење тањери и така натаму. Вашите настапи навистина се едни од највеселите прослави, пред се од самата таа ваша енергија која што ја давате и после толку многу настапи, без разлика што репертуарот се менува, основата е таа, нели, тоа Така се е. оние песни. Знае ли понекогаш за вас да биде предизвик за да имате нешто ново, нешто поразлично? Или ова толку ви е онака при себе и при душа што никогаш не е досадно и после толку време свирање? Па имаме секогаш новитети, нели, нови песни. Има.
има промена во репертоарот, ако збориме. Иначе не, таа е енергијата, таа размена на енергија со луѓе, и затоа се повеќе ги има таа љубов што ја давам и нормално Се враќа. се враќа така. Ицко, смеам Ицко, нели? Да. Не сум во бендот, ама се чувствувам долу. Наши сме си така. Колку време си ти во Бузуки? Јас сум од 2017-та, 18-та, така. Значи и тебе ќе ти биде Значи- јубилеј година. Секако. Јас сум тука, 30 години ми е јубилеј. Така се. 2027 е 30 години. 30 години, баш. Што ве сплотува како целина? Според тебе, кои се работите кои што навистина Бузуки бенд го прават онака да биде свој на своето секогаш? Ја мислам дека карактерите не спојуваат. Енергијата, сличноста, па и различноста. Тоа сакам да те прашам. Да. Од оваа страна сите тројца ми делувате, имате нешто заедничко, меѓутоа сосема различен профил на луѓе. Така е. Се надополнуваме. Да. Јас сум лошиот, они се добрите таман. Трајче е најтемпераментен, Ицко е смирен, а јас сум она златна средина. Ти си златната Треба средина. Не сум смирен. Ти си темпераментен, кажат. Па, кажи, Иско не е толку темпераментен колку што е Трајче, а не Трајче темпераментен, Иско смирен. И сега, Јас сум и таму и ваму. Златна средина, кажам. Ево се тие три карактери за кои што сега зборуваме на дело. Ова многу ми се допаѓа. Темпераментен е дури кога има 40 температура, тоа го свати. Да, ја, тоа збори. Баш Тоа сега ни периодот кога раскажуваше. беше околу Нова година, имавме премногу настапи. Секој ден имавме слободен ден. Дури се случуваше во денот и две тоа е свирки многу да имаме, напорно. да, и Трајче пееше со температура и фала му на Господ истера. Чекај, ти не беше тука кога кажав јас преска. Зошто ги свиревме сите тие свирки една до друга, дури и два пати во ден? Толку многу набија Ајде енергија. кажи ти, зошто ја наваѓа гледам? Не, па зошто? Сега ја станав успех. Ајде одговори зошто ги свиревме. Па зашто така требаше. Добро се одговорам. Да не испаднаме Причината. лоши према? Према газните. Тоа е тоа. Зашто се љутат. И ние не му годиме на сите. А излегува ли ти во пресред секогаш кога еве, па обратно се врти? Не Тоа можеме како? никога се пожали. Да, си имаме убаво. Ни од менаџери, Да. ни од газди на локали. Буквално ни во Македонија, ни во Србија, сега што одиме малци и почесто. Тоа е веројатно на лице кое што сте го оставиле нели вие, Сигурно, да. ама и тие па за тоа Така, така. Да. Си има убава обострана соработка и се е супер. одлично. Пред да раскажеме за Србија како почнавте на српскиот пазар да се пробивате, кога веќе гледам Бузуки тука, може ли вака нешто малку во живо? Пробаме, пошто са бајлечки е Ама тешко. ќе свириме денеска, пошто, ама се изразувам, бидејќи во сите емисии до сега, на сите телевизии свириме све комерцијални работи што народот ги разбира. Ај малку да пробаме нешто што нашиот народ баш не го разбира, а што е убаво грчко. Да се едуцираме и да научиме нешто ново, да, Да, слушнеме да, нешто ново. Ново, така. Ајде. Мал се пуштила. Добро. А пуснете на пио? Не? Ајде, бире, кажи што за. Ти отпеја и ја ќе те пробам. Mi muzikas na figo Mestame sa nihta Na paropali zvarna Tak se nihta dika Αυτά τα ξένα λόγια που κάθεσαι και ακούς από ερωτευμένους μας κάνανε εχθρούς. Ај, Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω.
Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σε αφήνω. Овие песни се викаат Зебекико. Добро, што значи тоа? Ова е кај нив, кај грците нешто како најстаро, изворно, традиционално. А песнава ја знае пола Скопје. И ни ја бараат на настапи, затоа баш ова ја Ова би му дошло успеа. како кај нашто се песните типо на Зајди, Кај грците е од тоа. Цариевски. Така, мислам, Тоа е тоа е таа паралела. Тоа е Да. и еден игра, баш има посебна кореографија на оваа игра, а други околу него се во круг. Аплаудираат. Так, да. Па после тој ќе клекне, друг ќе стане, ако брзаме повеќе вакви песни. Так. А за Ебекико имаме многу песни. Така. Ги знаете ли кореографиите вие за играње? За пеење? Она знам. игра супер. Па да, јас знам да играм. Да. Додека пеев и реков вака, ама нема разбира. Да заиграм. Многу е рано, нема играно толку рано со Вајле. Значи, многу ми се допаѓа каква енергија ми донесате ова утро. Да ве прашам сега за Србија. Како се случи пробив на српскиот пазар? Трајче вели од старт не прифатија буквално како таму да сме цело време и дека навистина се повеќе и повеќе настапи имате таму. Кој ви ги отвори вратите таму? Како се случи во првиот настап во Србија? Одамна, ако збориме сега за Не, првиот не настап, зборувам за некој, зборувам Уште за Иско сега. не свиреше. Да. Да. Зборувам за сега камбеков некако по ново камбекот, време, да. да. како? Епа, така. Исто како и сега. Запалите во Србија. Не, вака ти кажам, од април навака сме со еден дечко менаџер, продукција има своја. За тој пазар? Или Не, генерално? и овде. Генерално, И добро. Македонија и Србија. Добро. Тој кога дојде кај нас, рече, ја ви ги отварам вратите од Србија. Сакате ли? Сакаме. Имаме таму веќе стара публика од време. И стварно тие луѓе што доаѓале пред 20 години кога свиревме во Београд, пак доаѓаат. Да. Сите постари. За 20 години. Да. И понаш продукцијата му од Гергелија, авангард продукција, се вика Александар и од него сме многу задоволни сега. За сега е супер. Така, малку поинако е веројатно кога има некој кој што се грижи за тој дел, Така. нели вие да се Одлично. посветите на останатото. Да. Сега во четврток сме во Белград, петок во Крушевац, значи се си миѓаме надоле, па Врање, и од Врање у Гергелија, во Фламинго кај. По автопат. Да секаде сме, да. Да, 4 дена врзани. Тоа може да го направи способен човек. Македонски бенд да пробие, ако свириме ние грчки, сепак македонци. Така е, да. Да. И сега македонски бенд да пробиеш или поред толку нивни музичари и музики, поготоа во Белград и во толку елитен клуб како што е Шевиньон, како што свириме и Така. да не му правам реклама сега. Добро, во Србија, не Србија па и да. Црна Гора, Подгорица идам исто така, да. Па да, после недела дена у Горица. Сегде публиката е прекрасна. Ќе има снег за Подгорица. Така е многу убаво. Да. И по снего идеме, немаме ние проблем. Ќе вози менаџерот. Кој вози? Менаџерот. Менаџерот Да. вози. Добро е. А пред менаџерот кој возеше се верував? Се менува. Се знае кој што. Трајче да. Па за тоа температура на крај човекот. Па да. И вози, и пее, и свири. Кој министри се дојде. Баш ко министри. Добро е ова, добро е. Хај пети една песна. Ај, нешто комерцијално, А? За да, Ај, за да имаме комерцијално, баланс. Да. Добро, важи. Демократија, како Да да. немаш ти некоја желба. Па немам. Знаеш дека се што ќе отпеете секогаш ми се допаѓа, Така. така што да. Се нешто имало ова. Колки ни играми? Troplo sapone, ecco cripsine capello. Se la posiri, possa slipa se la correso. Stadio succhieri a tiso imo i pesnadeso. Che ma pises na peso. Troplo sapone, pago meno che le cro. Sempre se la poema se δάκρυα να συγγνώμη. Απόψε έρωτας αφήνει το θυμόμι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και
entusiasmo, Сега ще има. mirto queros, na colocati pia quedo, travali por solo mi accochini grami, žino mi agapi porque latos ya gromi, a futo też, a sinapti pio megali mastigmi, travali por solo mi accochini grami, žino mi agapi porque latos ya gromi, a futo też, a sinapti pio megali Браво, значи како звучите во 10 са бајле. Ала тоа ми е... Слушайте се, јас тука вака имаме една магична слушалка која што ме поврзува директно со режија. И од режија викаат имаме на желба Савато. Така ли е? Савато мора со синтезајзер. Мора со синтесајзер. Да. Режија нешто без синтесајзер? Добра песна од Мазонакис. Ништо, ништо. Ја знаеме, има вкус човек. Ќе се снимите по дома и ќе ми пратите, јас ќе им препратам. Може и така. може и така. Договорено. Свирите ли нешто од актуелниве, од модерниве Од песни сите. од поп културата од сите? Да. Ајде, хере се малце, ајде. Чекај, кој Фисма. Пис? Така? Да. На ти хере. На ти Чекај, хересе. чекај. Од кај ме високо е Не трајче. збуни, бе, иско. Да, бе, тамо е, од Фисма. Пис? Да. Ајде, пеја. На ти хересе, ајде. Пониско. На ти хересе. Така. Ти ге нурија су агаби. На ти хересе. Ке на мегер на спармаки. На ти хересе. Omos makria bomena, ja ti agapimo. Sta koksana i pomena, ako te serdo. Angalja me kini gabu, da potrelato. Keba bio me kritanatu, ako te serdo. Angalja me kini gabu, da potrelato. Keba bio me kritanatu, ne ti hjerese. Мога да ви кажам дека и Ристо ужива. Знаеш како ве гледа? Да, па како Колку не. добро сме си. Дека убавстите некои нови хармонии и му дојде убаво. Убаво, Да. различно, убаво Да. на душичката како беше тоа. Интересна е вашата приказна, нели започнува да пее сестрата на Трајче. Тања, голем поздрав до Тањче, да. Па Тања се мажи во Охрид и веќе да. е проблем, нели? Ама Тања истовремено па си наоѓа замена. Тоа е Рада која што во тој момент поима нема од грчки јазик и се нафаќа на предизвик. Од мене тоа ми е фасцинантно. Значи не знаев ни еден збор грчки, нити музиката ми беше позната и мидев јас на свирки, ама од преголема почит кон нив. А не дека и една песна, поро ја барав. А поро и така некој... Не бараше една. Да. Ама навистина претходно немав ни слушано грчка Јасно, музика, јасно. ама Ама си пееше вака, нели? Како знае дека пееш, да, ја претходно пеев со друг бенд. а со друг бед, И така. поп, Сосема рок, нешто така- друго, јасно. Да. Јасно. И кога дојде денот Тања да се мажи, ми предложи да пеам јас во бендот. Прво ми се смеев. Меѓутоа подоцна Трајче вика ти си музикална и со работа ќе направиме многу. Премузикал. Фала. И секој ден имавме проби. Секој ден. Како ги читаше Се текстовите? запишав Тоаш на- ги пишеше како ги слушаш? Прво кирилица. Да. Да, ама тоа беше на почетокот. Предпоставувам. И после месец дена веќе од како почнавме да работиме заедно, викам ја ќе идам на курс, мене ми е срам да не знам јазика да пеам. Да го пееш. Да. И така е. Да. Треба и да знаеш. се запишав на курс. Научив да читам, пишувањето ми е многу тешко, па и самите грци не знам дали добро знаат да 17 пишуваат. Се пати трудам, живеат. ама да. Се трудат, ама добро.
И јас се Важно е дека- трудам, ама некогаш грешки знам да направам. Так. И влегуваш во тој предизвик и тоа трае долго и долго. Од секогаш сум сакала предизвици. Да. И со работа, труд, многу проби. Значи сме иделе и постојано на бузуки во Грција, по ова познативе пејачи што се. Да. Сите сме ги слушали. Значи да, мора да Да навлезеш. впиеш искуство, Да. да видиш Да што запознавале значи. со Да. нив. Да. Пошто и они не веруваат дека како може вие да свирите грчки. Аха. Да. А им беше чудно на почетокот. Па не? да, кај што свириме таму се да кажем. Во Фламинго, да, во Долго Бельгија. време свириме во Фламинго казино, значи можда 15 и повеќе години. Нема кој грчки пеач, звезда грчка, не дошла во Фламинго. Сега пред да пеат они ние свириме. И после тоа они сакаат да не запознаат. Да, интересни сте Да, феномени. Интересно ми е. Да. Еден Ремос, што е можда и најголемо име моментално во Грција, дојде и ме прашува од кој град сте ви? Да, они мислат од Ја му викам од Таму. Скопје. Грција, да. Да. Чекај, вика. Кој да. Чекај, не сте грци, вика? Не, вика. Човекот 15 пати се прекрсти. Да. Може некој грчки да ти не тоа, не знам. Веројатно многу сте автентични, не само што нели вие си го знаете репертоарот и уживате во тоа, баш сте автентични онака, го живеете тоа. Го живееме, Веројатно, точно. нели тоа се Види, не чувствува. Многу се години Не се можеш да кажа. напредуваш ако не го живееш нештото. Ако не го сакаш, ако нели. Така. Така е што. Еве, јас почнав со грчката музика, нели? Збориме за 97. Па пред тоа, од 92 до 97, јас бев низ Европа, свирев со грчки бендови. Како ја добив желбата? Прво бев муштерија по тие локали и клубови. Живеев со татко ми во странство. И си свиревме по ресторанчиња југословенски тоа време. Така. И јас после секоја моја свирка во ноќен грчки бар. Ме влечеше, едноставно. И дури подоцна открив дека мојата прабаба на мојот татко, баба му е гркиња од островот Крв. Аха. Да, Значи има нешто потеклото. во позадина. има Потеклото, традиција. да, сепак имало и малце. Така, така. Да. Само не се осеќам како грк. Да кажам се. Апсолутно, апсолутно. Да. Но музиката ме повлече и почнав со грчки бендови да настапувам, се навикнав. Ми се свиеше музиката, едноставно викам ќе свирам Ти со се вас. пронајде. Ќе купам Си се. бузуки и ќе свирам со вас, им викам. Зашто? Не знам, ме влече. Не знаев дека ќе дојде до вакви после политички прекупувања. Така, така, имиња едно друга се да Тоа не е ни навлагаме. наша работа. Да не Веројатно навлагаме, вие сте да. баланс онака Така сите овие баш сме. години Ние буквално. сме тука да го поврземе Огромен народот баланс. Така преку си. музиката. Така Да. си. Многу ви благодарам што бевте гости. Фала ви многу. Жал ми е што помина времето многу брзо. Навистина со вас секогаш е забавно и убаво и секогаш е малце муабет. Ама ќе се гледаме за убави работи. Важно е дека вие не застанувате, одите и кај Србија и погоре со сигурни чекори, да се гледаме за убави работи и очекуваме уште авторска музика. Ќе има и дај Боже да во што побрзо време, нели, да Се имаме случи. една нова песна, да. Значи има веќе план. Имаме Муабетов план, да. има план. Тоа го. Не знам дали примете, Валентин. Водата ја испив и тоа секој 15 секунди голтка да ме држи буден. И јас од свирка до сега стварно неам спиено. Овие древнале двајца помалце. Имав некоја работа на Инстаграм, го водам акаунтот и стори едно друго ваму таму. Сега завршуваме и може да одиш да одмараш. Фала ти многу што и покрај тоа беше дел од денешно издание. Се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав! За крај ќе одиме со српската варијанта на нивната најнова песна, да ја испромовираме и неа, вие останете на сите. Српскиот текст е нејзин. Српскиот текст е на Рада. Браво! Ајде!